нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда, емисија Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве денеска ќе бидеме повторно заедно, ќе ги споделиме содржините кои ги приготвивме за вас денеска. Верувам дека сте добро, дека сте разбудени и подготвени за овој нов ден што Господ ни го подарува. Вообичаено емисијата ја започнуваме со неколку мисли, прочитани од Библијата, мисла на денот, па еве и во ова прилика ќе прочитаме неколку мудри совети од мудриот човек Соломон, запишани во неговата книга Пословици, број 14, од 27 стих. Еве што запишал мудриот човек. Стравот од Господа е извор на животот. Тој избавува од стапицата на смртта. Многу броен народ е слава за царот, а без луѓе владетелот пропаѓа. Кој се гневи бавно има големо разбирање, а избавливиот во дух покажува глупост. Тивкото срце е живот на телото, а љубомората е гнилеш на коските. Кој го гнетува бедниот, го навредува неговиот творец, а кој е милостив кон бедниот, го почитува. Нечестниот пропаѓа заради собствената пакост, а праведникот и при самата смрт наоѓа за солниште. Мудроста почива во разумно срце, а што е во безумниот, тоа и се покажува. Правдата го возвишува народот, а гревот е срам за народот. Царската наклонетост е кон разумниот слуга, а неговиот гнев против оној кој го срами. Еве, навистина, овие се многу поучливи и мудри зборови, почитувани гледачи, напишани од раката, би рекол, на најмудриот човек кој живеел во тоа време на ова земја. И сега за секој текст, за секоја реченица може да направиме цела проповед. Само ќе повторам неколку важни работи. Вели, стравот од Господа е извор на животот, тој избавува од стапицата на смртта. Навистина, оној страв позитивен, не страв дека ќе ни Бог отсеча раката, јазикот или нешто друго ќе ни направи. Ние треба да го почитуваме Бога, да имаме страво почит. И затоа вели, стравот од Господа е извор на живот. Понатомо вели, тивкото срце е живот на телото, а љубомората е гнилеш на коските. Знаеме, зависта, љубомората се отров за нашето тело, за нашето здравје. Затоа, што подалеко да биде љубомората од нашиот живот. Понатаму, еве уште една мудрост. Мудроста почива во разумно срце, а што е во безумниот, тоа и се покажува. Значи, мудрост која доаѓа од Господа. И на крајот, во овој краток текст, Соломон завршува: правдата го возвишува народот, а гревот е срам на народите. Нека овие мисли, почитувани гледачи, не пратат и во овој ден, среда, 15 мај 2024 година. Верувам дека ги уживаме благодетите на пролета, иако овие денови, барем во Кавадарци, беше малку свежо, но вообичаено е тоа, потребен е дождот, така да, па и денеска, еве ќе кажеме после за прогнозата, ќе имаме повторно врнежи во некои делови на Македонија, но како иде тоа ќе биде само денес и утре, а потоа повторно ќе имаме високи дневни температури. Пролета е најубавото годишно време, па еве и денеска,
Gospod ni podaroval ще един ден во нашиот живот. Сега одиме да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Od srce iskreno blagodara na tebe, Tatko naš, blagodara što ti go dade Isus Hrist, Sinoć svoj, blagodara od srce iskreno blagodara na tebe, Tatko naš, blagodara što ti go dade Isus Hrist, Sinoć svoj. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe, Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinoć svoj. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe, Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinoć svoj. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti. После ова песна, еве, повторно сме во живо пучно гледачи, следите утринската програма на Радио Гласна надежда. Поздрав до сите вас кои му ги време се вклучивте и ја следите нашата програма која се емитува од студиото на Радио Гласна надежда од Кавадарци. Во наредните неколку минути ќе ги имаме сервисните информации, како што веќе знаете, тоа го чувствувате и гледате во вашите места. Денеска во Македонија ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, локално пообилни и поројни, проследени со ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен, а наместо дожд по врдарието повремено
Zasilen veter od jugoistečen pravec. Vo Skopje ki bili isto taka, pretežno oblačno, so povremeni vrneži od došť. Spored ona što go gledam ovdje na monitorot, ki imame temperaturi od 11 do 20 dnevnite, a utrinskite se dviže od 6 do 12 stepeni. Tako da imame v krajno zapadnite delovi od 6 do 11, a v krajno južnite od 12 do 20 stepeni. V Kaladrici ki bide promenljivo oblačno, vrnežljivo od 12 do 20 stepeni. Tako ki bide i utre, iako temperaturite ki bidat slični, znači kako denešnite, novo oni drugite 3 sledni dena, znači od petog od pa ponatamu, vremeto ke se podobri, temperaturite ke se krenat i nekade, na primjer na 19. maj ki imame temperatura do 29 stepeni, odnosno na 18. do 30 stepeni. To ki bidat, znači letni temperaturi. Kako je da je, prijatno je vremeto, izlezite nadvor, prošetajte, uživajte v toplinata na sonci. To što se odnesuva do sostojbata napatištata, sobrakijot na državnite patišta se odviva neprečeno po vlažni kolovozi. Intenzitetot na sobrakijot na patnite pravci nadvrot gradskite sredine je umjeren, na grčite premijeni od makedonska strana nema podolgi zadržuvanja za vles i za izlez od našata zemlja. Vozite vnimatilno, posebno počitujte gi patnite sobrakijeni znaci, kada što se odvivat gradežni rabuti, a gima taka na povike delnici v Makedoniji, posebno na patut Kavadarci Prilje, kada što se vršat znači tije gradežne aktivnosti na novi otpad ekspresen koji se gradi kon Prilje. Posebno poraka do vozačite da vnimavat koga voza dvogradskite sredini, na pešačkite premini, kada što ima blizu učilišta, školi, tako da ima razdviženost, vnimavajte, svekako pod dejstvom na alkohol nikako nemojte da vleguvate vo automobilot. Odeme svega da ja prosledime utrinskata poraka, odnosno utrinski tekst za ova utro, so odveten komentar. Go nađeme stih od Otkrovenije, 5. glava, 8. stih, evo što kažova apostol Jovan. I koja go zede svitokot, 4 živi suštestva i 24 starešini padna pred jagneto i seko imaše kitara i zlatni čaši polni so temjan, a to se molitvite na svetite. Do togaž učenicite negi poznavale neograničenite izvori na mokita i silata na spasitelot. To im rekol, dosega ništo ne baravte vo moje ime. Objasnil deka tajnata na nivnjut uspeh leži vo baranjeto, sila i blagodat vo njegovo ime. Toj ke bide prisuten pred Oteco da se moli za njiv, molitvata na poniznost, na ponizniot molitel, to je predstava kako svoja lična želba za ta duša. Seko iskrena molitva stignova na nebo, to može bi nema da bide točno izrazena, no ako je od srce, ke se izdigne do svetinjata vo koja Isus služi i to je ki mu je prenese na Otecot, so sovršeni zborovi, krasna i mirizljiva od temeljnot na njegovo to sobstveno sovršenstvo. Patekata na iskrenost i čestnost, a ne je pateka bez prečki, no zato avo sve koja teškotje treba da vidime povik na molitva. Ne postoji ni to jedno suštestvo koje ima nekoja mog što neja primjelo od Boga i deka izvorot na koja ta poteknuva mu je dostapen i na neslaboto čovečko suštestvo. Što i da pobarate vo moje ime, kažuva Isus, ki go storam, za da se proslavi Otecot vo Sinot. Što i da posakate vo moje ime, jas to ke go storam, veli Isus. So nalogod vo moje ime, Hristos im pokažal na svojite učenici kako da se molat. Njegovite sledbenici treba da stojat pred Boga vo Hristovo ime. U gospodovite oči ti imat vrednost, so vrednosta na žrtvata što je dadena za njiv. Tije se dragoceni poradi Hristovata pravednost što im je zasmetana. Zaradi Hrista Gospod im proštava na oni što se bojat od Nego. Toj vo njih nije gleda zlobata na grešnikot, vo njih ja prepoznava sličnosta na svoj sin vo kogo što veruvat.
Gospode, razočaran koga negovite deca malko se cenat, to je saka negovo to izbrano nasljedstvo da se ceni sebi si spored cenata sa koja gi procenil toji. Bog i sakal, inako ne bi go pratil svoj sin da gi otkupi su toliko skap potvat. To ima odredena zadaća za njih i mošne je zadovoljen koga od njego barat, najvisoki predimstva su želba da go proslavat njegovo to ime. To je može, odnosno ti je možat da očekuvat mnogo ako ima dvera po njegovite vetuvanja. I to beše odvetnit komentar, počtovani gledači, na tekst koji deneska go najdofme vo poslednata knjiga vo Biblijeta, znači Otkrovenije, 5. glava, 8. stih, evo kako tekst glasi. I koga go zede svito kod 4 živi suštestva i 24 starešini padna pred jagneto i seko imaše kitara i zlatni čaši polne so temjan, a to se molitvite na svetite. I сега во соодветниот коментар видовме дека Бог ги услишува молитвите на праведните, односно на секој човек кој бар искрено, кој постојано се моли. Бог не може да остане нем. Може би тие молитви се несовршени, може би ние мислиме дека не знаеме да се молиме. Некој вело, јас не знам да се молам, па нека се моли братот или сестрата. Сека молитва е вредна пред Бога. Може да биде молитвата една реченица, неколку зборови. Но овде што прочитавме? Исус ги прима тие молитви, тој се наоѓа горе во светињата и тој ги дотерува, би рекол, и ги праќа кај Отецот. Тој се моли за нас, тој не застапува нас. Исус е застапник нас, он е бранител наш. И затоа овде вели, ќе сторам се за да се прослави Отецот во Синот. Што и да кажете, што и да посакате, Исус рекол во моје име, јас тоа ќе го исполна. И затоа ние христијаните кога се молиме на крајот молитвата ја завршуваме во името на Исус Христос. Бидејќи се молиме во името на Исус, тој е наш застапник. Ние бараме од Отецот, но преку Исуса Христа. И затоа вели овде, барајте и ке добиете, тропнете и ке ви се отвора. Еве денеска ден пред нас, барајте од Бога. Барајте оно што го сакате. А на крајот кажете, Боже, нека биде Твојата волја. Оставаме на Бога, тој да процени што е најдобро за нас во денот во кој живееме. Одиме сега повторно со песна. Koliko puta bez tebe sam tražila sreću za sebe ja, al sjetim se tad da voliš me, uzalud nije bila tvoja bol. Ja želim reći da moja lutanja sada prestala su, jer tvoju ljubav ja znam. Zato dajem ti sve, moj Bože, sve što je moje, ne bude tvoje. Dajem ti sve, moj
Продължуваме со нашата програма. Почно гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во следење на нашата латинска програма. Поздрав до гледачите секако од Македонија, имаме од Србија, имаме од Англија, имаме од Австралија, имаме и од многу други градови, може некој ќе прескокнам, но како да е, сите сте добре дојдени во нашата утринска програма Разбуди се емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Следува рубриката Искуства од светот или од Македонија. Денеска имаме интересно искуство или вести од Грузија. Знаеме дека главен град на Грузија е Тбилиси, поранешна република или држава во Советскиот сојуз, сега независна, но како и да е, ово искуство ќе ни го раскажат Чогик и Теи. Значи, Чогик и Деи. Инако, почитам рече да спомнам дека првата евангелска вест во овој град, односно во ова држава, значи во Грузија, ја донел доктор Ваграм Пајман. Американски лекар со ерменско потекло, тој пристигнал во Тбилиси со својата сопруга и со својот брат во далечната 1904 година и бил првиот официјален мисионер адвентист во Грузија. Значи, адвентната вест дошла во 1904 година во оваа држава или во овој дел на светот. Еве да го проследиме сега искуството. Чогик зборувала 4 јазици, но не сакала да чита ниту на еден од нив. Никогаш не сакала да чита и со години не отварала книга. Потоа запознала Теи на една селска автобуска станица во поранешната Советска република Грузија. Чогик чекала на автобуската станица кога пристигнала Теи. Теи била пионир на светската мисија, мисионерка, која го шири евангелието меѓу луѓето од низината сопствена култура во Грузија. И двете жени чекале ист автобус. Кој ќе дојде автобусот, прашала Чогик. Теи го познавала возачот на автобусот. Автобусот би требало да стигне за само неколку минути, одговорила таа. Му се јавив на возачот и тој рече дека се приближува. И така пошлале двете жени да разговараат. Најбрзо сватиле дека живеат во ист град, на кратка раздалеченост, една од друга. Се покажало дека Теи ги познавала мајката, братот, внуците и внуките на Чогик. Им носела храна за време на карантинот поради COVID-19. Двете жени уживале во разговорот и размениле контакт информации откако влегле во автобусот. Во текот на следните неколку седмици тие разменувале текстуални пораки преку мобилен телефон. На роденденот на Чогик Теи ја изненадила со подароци, украсен соларник и букет црвени, бели и жолти ружи од низината градина. Чогик била пресрекна што добивала подароци во продавницата во која што работела како продавачка. Двете жени наскоро почнале да се посетуваат една со друга. Чогик дознала дека Теи е верник на христијанската адвентистичка црква. Никогаш порано не слушнала за адвентистите на 7-миот ден и сакала да дознае повеќе за нив. Тие дознале дека Чогик знае 4 јазици, но не сакала да чита и да зборува на нив. Додека не отвориле книга откако завршила средно училиште. 15 години порано, значи 15 години таа има завршена школа, односно јазици, но не читала на тие јазици. Теи помислела како можам да ја помогнам на Чогик и да сведочам за Бога ако таа не ги проверува моите зборови со учењето од Божјата реч. Додека Теи размислувала за ова прашање, таа ја повикала својата нова пријателка на богослужение во адвентистичката црква во главниот град на Грузија, Тбилиси, на кратка оддалечено со автобус. Низиниот план бил да оди во црква наутро, а потоа да останат на попладневниот семинар за тоа како да им се пренесуваат библиските вистини на луѓето.
Taja pokanela čokik na utrinska služba, misliki дека nема da interesira popladnената programa бидејќи не сакала да чита. Но човек била толку задоволна од повикот да оди во Тбилиси, што рекла да би сакала да го помине целиот ден со Теи. Не сакајќи да ја навреди Чокик, таа се согласила. Чокик уживала на саботното богослужение. Таа истапила напред кога проповедникот се понудил да се помоли за оние кои сакаат поблиска заедница со Бога. На попладневниот семинар група пастири седеле пред катедрата. Црквата била полна со верници кои сакале да научат како најдобро да им ги пренесуваат вистините од писмото на луѓето. Еден од пасторите и се обратил на Чогик. Сестро, дали си крстена? Не одговорила таа. Ми треба твојата помош, рекол тој, ја повикал да дојде до проповедалната. Чогик срамежливо тргнала напред. Теи седнала покрај неа на клупата пред проповедалната за да се чувствува посигурно. Потоа пасторот им покажувал како да им сведочат на луѓето и да им ги представуваат основните библиски вистини, користејќи ја Чогик како пример. Пасторот ја замолил Чогик да ја отвори Библијата за да најде одговори на прашањата од материјалот за проучување на Библијата. Таа ја отворила Библијата и за прв пат во својот живот. Пасторот ја покажал како да ги наоѓат стиховите и да одговора на прашањата. На патот кон дома, Теја прашала Чогик што мисли за проучувањето на Библијата. Ми се допадна што научив да ги барам одговорите во Библијата, рекла таа. Сега се чувствувам многу подобро. Чувствувам мир како што досега не сум почувствувала. Теј посегнала во својата чанта и извадила Библија. Имам подарок за тебе, рекла таа. Чогик ја замолила Теј да ја одржува часови за основните библиски вистини. Теј била толку среќена. Светиот Дух го направил навидом невозможното. Чогик не само што сакала да чита, туку сакала да ја проучава Библијата. Денес Теј и Чогик заедно ја проучуваат Библијата, а Чогик го учи петиот јазик, небесниот вечен јазик на љубовта. И двете жени заедно го слават Бога секоја сабота. Во едно интервју Теј му се заблагодарила на Бога за неочекуваната средба со Чогик на автобуската селска станица. Сосема случајно ја сретнав Чогик на автобуската станица, рекла таа. Не знам дека тоа не беше случајно, но знам дека тоа не беше случајно. Тоа беше големо Божје чудо. Чогик вели дека се уште не сака да чита книги, но со исклучок на Библијата. Не сакам да читам, но сакам да ја читам Библијата. Еве интересно искуство, почитувани гледачи, кој се случило во Грузија. Случајна средба на две личности, на две жени, да кажам, не познавајќи се, но потоа кога разговарале, сватиле дека се сепак блиски, потикнуваат од исто место. Теј познавал многу од роднините на ова другата жена, на Чогик, но како е да е, Бог на чудесен начин работи со Светиот Дух. И се обраќаат стотици, преку 3000 луѓе дневно се обраќаат кон Бога, ја прифаќаат вистината и се среќни и радосни што можат да го следат Исуса Христа. Еве, ова жена навистина е благодарна, а Теј стекнала уште поголема самодоверба, духовна секако во својот живот, сведочејќи, бидејќи таа била библиски мисионер, му сведочела на луѓето за Господа. Ако имате некој вие ваше слично искуство, може да ни го спратите и да го споделиме со многу луѓе кои не слушат, кои не гледат, и тие да се охрабрат, и тие да стекнат самодоверба, и тие да го пронајдат вистинскиот пат. Зашто постои само, вели Библијата, почитувани гледачи, два пата. Тесниот и широкиот пат. По кој пат ние ќе одиме, секако зависи од нас. Ова господја, Чогик, ете го пронашла тесниот пат. Иако имала одбојност, еве, воопшто не читала, познавала 4 светски јазици, меѓутоа, како што овде
i sami tekst ne navedova, го научила и петиот јазик, а тоа е небесниот јазик. Сепак Библијата ја засакала, ја проучувала, ја читала и на крајот сторила завет со Господ. Се молиме, ете и за овие луѓе во овој дел на светот, во Грузија, кај исто така луѓето го љубат, го сакат и го следат Исуса Христа. Одиме сега повторно со песна. Продолжуваме со нашата програма. Почно гледачи, поздрав до сите вас кои не следите и денеска овој ден, 15. мај 2024 година. Следува рубриката кратка тема, која јас ја нареков без страв. Дали имаме страв во животот? Еве на почетокот ќе раскажам еден вистински пример, кој ќе не воведе во ова наше размислување, бидејќи ќе стане збор и за спиритизмот, односно за окултизмот. Многу луѓе живеат во некој страв и сакајќи да побегнат од тој страв, се плиткуваат во оваа мрежа која е многу опасна и страшна ако не најдеме вистински лек и во право време. Како дете, Ейприл се плашала од темница. Јас знам и денеска има луѓе кои се плашат од затворен простор или од темница, кога е мрак, тие мора да имат во собата некое мало пригушено светло, зашто предизвикува мракот страв кај нив. Но тоа не бил обичен детски страв. Низините родители се занимавале, обратите сега внимание, со окултизам и црна магија и така го отвориле својот дом и своите срца за лошата и зла магија, за таа лоша сила, значи, која Ейприл не ја разбирала. Често е чувствувала близината на доброто и на злото во својот дом. А како тие работи да ги опише некому надвор од дома, не знаела каде да се обрати за помош. Кој би и верувал? Често ноќе лежев, сега раскажува, кога веќе била возрастна, ова девојка, Ейприл, еве вели, често ноќе лежев будна, плачејки и наблюдувајќи ги демоните кои седија во мојата соба и чекаа да нападнат беспомошно дете. Може би, почитувани гледач, ќе кажете ова е невозможно. Јас не верувам во такви демонски сили, но верувајте, постојат. Ѓавот има моќ да се манифестира во разни облици. Знаев дека Бог постои и дека ме сака, но не разбирав зошто не доаѓа во мојата соба, во својата слава и не ги уништи овие страшни демони за секогаш. Кога имала 13 години,
April se preselila od roditeljski dom, znači se preselila od roditeljski dom kaj strikoji i strine, znači otišla tamo da žive. Demoniti ja sledele, dodika noke ležela budna, jamačili crni zakanovački senki, a koga ke zaspijela, imala košmari. Lekarite ne može da pronajdat nikakva telesna pričina za njezinite problemi. Znači, to ne bile fizički telesni problemi, ovo njezinato telo, tuku psihički. Koga strikoji strina shvatili što se slučava, znajeli što treba da stora. To bajcata bile revnosni hristijani i kažale teka vo Isusovo ime se krije golema mog i lek. Koga slednji od patke počustva napad, neka go povika Isusovo ime su počituvanje, no i su autoritet i uverenost. April bila presrekna. Čekala možnost koja ke može da go isproba ovoj nov izvorna energija. Ja sam se sekevam, veli ta, beše topla letna noć i ja spijev. Sobota beše celosno temna i se činiše kako voneja da nema vozduh. Nenadejno me razbudi nešto zastrašuvačko poznato od prethodno. Mi obzede totalen strah i pošav nekontrolirano da plačam. April se čustvovala sovladano. Možela bukvalno da go vidi likot kako stoji vagolot od nizinata soba i nabljudova kako da znajal deka se ušte vlade soneja. Toga se setila deka treba da se moli i dodeka se moljela, počustvovala deka se slučila promjena. Isuse, na početak od nežnog izgovarala zborovita potova sve posilno i pohrabro. U Isusovo ime ti naredovam da je napušiš ova soba, ne sam poveke pod tvojata vlast. I otednaš pogledala ugore i na tavan odvidela nešto kako bel čaršav. Lesno se spuštil na neja, sosem studeni mirisen kako noken vozduh. Celosno prikrivajkija kako angel da ja pregarnal sa svojite krilja. April bila ispolneta so voskituvačko čustvo na spokojstvo. Stravotijiti so koji godine je izmačuvale, gi snemalo i veke nikovaš ne se vratile. Sega sam srekena, возрастна žena, imam 2 deca, veli April. Se uštevo tekot na toplite letni noki zemam beli čarševi od ormarot i soniv, gi pokrivam svojte deca da reka spijat. Se molam angelite da gi čuvat i povtorno mi ispolnova isti od mir što me sledeše vo ne toliko damnešnata noge. Vjerujete li v to, počtovni gledači, deka postoji spiritizam, deka okultizmot je opasna rabota, opasna pojava, deka gjavol se manifestira preko ovije pojavi i kaj lugito predizikova strav. I togaš lugito kaj bajači, kaj gatači, veruvat vo crna mačka, vo drugi raboti tajanstveni, 13. broj, crn petok i taka se okupirani i odat povtorno kad tije bajače gatači, tije se voden, začaren, volšeben krug i nikako ne može da izlezat. Evo kako ova devojka, April, kako malo devojče, živelo, znači su roditelji koji se bavile so ta crna magija, kako ovdje što pišova so okultizam, spiritizam i taka natamo. Od koga postoji moderni spiritizam? Čitajke istorijata počneleči pronedel deka to se proširilo nekade vo 1840. godini vo Amerika. Znači, u to vreme se pojavilo to ogromno dviženje na spiritizmu i od toga špa pod deneska se povege luge, ženi i mladi veruvat v ova pojava. To se slučilo vo semejstvu Fox, znači 1848. godina vo državata New York. Vo nivnata kukja ti je slušnale tajanstveno čukanje. Ova slučka se smeta za početok na spiritizmu vo sovremenijot oblik. I od togaš pa do deneska se pišuvat mnogo horoskopi, mnogo knjigi, mnogo spisanja, mnogo vesnici. Im se sovituvat na lugetog da li ki bidat srekni, nesrekni i taka nato. Međutim, da li znate deka prvi spiritizam se pojavil tokmu vo Edemskata gradina, koga zmijata progovorila na Eva da otkinu toj plod i od togaš znajeme grevot preovladova nova teritorija, nova naša planeta.
Еве да одиме понатаму, зашто времето ни одминува, сакам да го нагласам она најважното денеска, како да се сечуваме од спиритизмот. Денешната восхитеност од окулното не е ограничена само на милиони луѓе, кои дури кога се преобратат во христијанство или ислам, се уште купуваат мистични амаили на локалните пазари. Западните телевизиски емисии многу смислено зборуваат на популарноста на окултизмот. Вика се смета за нормална религија. Поклониците на движењето New Age ги мешат христијанските елементи со окултните. Многумина се уште одбиваат да патуваат во петок 13. Знам луѓе, значи, например, број 13 не постои во хотелските соби. Никој не сака да спие во таква соба со број 13. Еве како овде што прочитав, луѓе не сакат да патуваат во петок и кога е 13. Или кога ќе помине црна мачка на патот. Ти избегнуваат, веруваат во црни маги и така натаму. Во примитивните култури, како и во развениот свет, многу култистички постапки се заснуваат на погрешно разбирање на стварноста на смртта. Ти веруваат дека душата продолжува да живее по смртта и телото, или дека постојано одново се реинкарнират. Според реинкарнацијата, вие живеете и умирате во вашето, но вашето постоење или душата продолжува да живее во некое друго тело. Тоа е верувањето на реинкарнација. Ако си бил добар, умираш, одиш понагоре. Ако си бил лош, одиш понадолу. Може во некој друго животно и така натаму. Погрешните идеи за смртта довели до многу теории и практики кои донесуваат страв и разочарување. Но тоа не е ништо ново. Се појавиле набрзо по создавањето на овој свет. Бог на Адам и Ева им рекол дека последиците на непослушноста е смртта. Сатаната го тврдил спротивното, велејќи нема да умрет. И сега гледаме кој е во право. Дали е сатаната бил во право или Бог. Како да се ослободиме од спиритизмот? Само со молитва и вера во Господ. Да не одиме кај таквите вражачи и гатачи. Зашто тие само ќе не пикаат се подлабоко и подлабоко во тие тајанствени работи. Зар можеме да прекинеме дека постојат исцелители, волшебници и гаталци кои знаат и прават необјасневи работи? Да, постојат околности во кои сме восхитени од она што ни се чини дека се случило, што можеме да кажеме за тие работи. Например, одиме кај нив и ти погодуваат нешто. Тоа ти се сторило и ние сме воодушевени. Се повеќе и повеќе не влегуваме во нивната мрежа. И може да кажа 90% од кажанот дека е лага, но ние ќе веруваме на оние 10% што ни погодиле. Сите кои веруваат во Библијата го признаваат постоењето на необични духовни сили. Библијата е многу јасна кога е во прашање постоењето на семокниот Бог. Исто така јасно говори и за постоењето на ова зла сила, на ѓаволот. Ова стара книга се мисли на Библијата, која спомнува токму за овие поднебесни духови кои престојуваат во небесните простори. И тие одат со цел, како што вели апостол Петар, ѓаволот рика како лав и сака да не проголта. Зар не треба да не чуди што постои окултно знаење или што се остваруваат некои предвидувања? Ако веруваме дека постои Сатана, тогаш мораме да го прифатиме фактот дека тој има долго искуство и дека може многу точно да предвиди што ќе се случи. Значи има моменти кај што тој може да предвиди, но има моменти каде што му е затворена таа врата и Бог не му дозволува. А што е со болестите и исцелувањата? Знаеме дека Бог може, ако одлучи така, да излечи болести и да ги врати луѓето од работ на смртта. Но што е со оние спектакуларни исцелителски собери што ги одржуваат проповедници, а кои самоволно ги негираат библиските вистини? Дали овие излекувања потекнуваат од Бога? Во некој случај, така наречените исцелители, почитувани гледачи, ги изведуваат вешти чудотворци. Понекогаш исцелувањето само се имитира, било да е исцелителот свесен за тоа или не. Сатаната знае на кој начин да ги оствари своите лукави планови, често се претвара во ангел на светлината. Да, меѓу доброто и злото денеска се води постојна борба, но Светото писмо вели дека тоа не е борба за еднакви. Борба значи на еднакви. Во оваа борба победник е Исус, додека живел на земјата, демоните претрпеле од страв на самото спомнување неговото име. Неговото име и денес е мокно, како и пред 2000 години во Палестина. Па тогаш, што ќе сториме ние, почитувани гледачи?
Дали ќе го следиме окултното или ќе го следиме она вистинитото, да го следиме Исуса Христа. Треба да се држиме подалеку од се што би можело да бидеме поразени во окултизмот или поврзани со окултизмот. Понекогаш е најдобро да не се удоволува на љубопитност. Јас знам луѓе од љубопитност, од радозналост, ај да пробаме, да гледаме во тарот карти, да гледаме во филџан кафе или во граф. Бегајте од тоа, отстраните со тоа. Немојте да одите во канџите на сатаната. И за секогаш запамтите ги зборовите. Вие сте чеда на Бога и нив сте ги победили, зашто оној кој е со вас е поголем од оној што е во светот. И затоа нека Господ не благослови сите нас и да се на време откажеме од таквите работи. Ако имаш проблем со стравот, почитувани, тогаш молете се, Бог ќе го изгони, ќе го отера тој страв од вашите животи. Како гледаме ова девојка на почетокот, отишла кај стрико и кај чичко и кај стрина и тие се молиле и стравот исчезнал. Денеска е срекна мајка со 2 деца и го следи патот на Исуса Христа. И тоа беше темава со која сакав да уште не се подсетиме за стравот, за окултизмот и спиритизмот кој на жалост постои денеска на ова земја. Сатаната е фрла таа мрежа се повеќе и повеќе да фати луѓе и да ги присвои на ова страна. Бог е поголем, Исус е посилен и може и на тебе и на мене да ни помогне да се ослободиме од стравот и од сите овие нечесни појави и работи. Одиме сега повторно со песна. Библијата пишува дека Бог создавал со збор. Во Псалм 33:9 се вели: зашто тој рече и тие настанаа, тој заповеда и се создадоа. Бог создавал со збор, од ништо создавал нешто. Ние како луѓе не можеме да создаваме материјални работи со збор како што создавал Бог. Но сепак нашите зборови можат нешто да создадат. Можат да создадат радост, среќа или пак тага и болка во нечие срце. Веројатно многу пати во својот живот сте ја доживеале острината на нечии лоши зборови. Тога сте искуселе колку силно можат да болат зборовите. Веројатно сте имале и спротивни искуства кога сте почувствувале благопријатноста на убавите, охрабрителни зборови упатени кон вас. Зборовите што ги изговараме имаат голема моќ. Можат да ранат и да повредат, но и да смират и да лекуваат. Затоа треба одговорно да се поставиме и да обрнеме внимание на зборовите што ги изговараме. На она што го изговараме и на она што го пишуваме, но исто така и на начинот на кој зборуваме. Невнимателниот зборува како да прободува со меч, а јазикот на мудрите е исцелување
ја каже мудриот цар Соломон во библиската книга Мудри изреки, 12 глава, 80 стих. Зборовите се одраз на она што се наоѓа во човечкото срце, односно во човековиот ум. Исус ги кажал следните зборови кои се запишени во Евангелието според Матеј, 15 глава, 80 стих. А она што излегува од устата, доаѓа од срцето, и тоа го осквернува човекот. Имајќи го ова предвид, треба да се погрижиме нашите зборови да бидат чисти, љубезни, добри. За таа цел апостол Павле во посланието до Колошаните, 3 глава, 8 стих не советува: а сега и вие отфрлете се од себе, гневот, лутината, злобата, хулењето, лошите зборови од својата уста. Зошто треба да ги отфрлиме сите овие негативни особини, па и лошите зборови? Затоа што ќе ни се суди и според зборовите што ги изговараме, а не само според делата. Во овој контекст Исус ги кажал следните зборови: зашто по зборовите ќе бидеш оправдан и по зборовите своји ќе бидеш суден. Запишено во Евангелието според Матеј, 12 глава, 37 стих. Во 3 глава од своето послание апостол Јаков дава некои добри совети за начинот на кој ги употребуваме зборовите. Користејќи се со јазикот како синоним за зборовите што ги изговараме, Јаков укажува дека треба да внимаваме какви зборови употребуваме во комуникацијата со другите луѓе. Најпрво признава дека сите правиме грешки. Потоа зборува за тоа како малите работи ги контролираат големите. Например, уздите го контролираат коњот или кормилото бродот. Јазикот е мал орган, но тој управува со нашиот живот. Јаков исто така признава дека јазикот може да предизвика голем пожар и дека е тешко да се држи под контрола. Всушност, јазикот може да биде многу разорен. Затоа е важно правилно да го употребуваме. Неодамнешните истражувања на Нов Зеланд покажуваат како употребата на зборовите, кои били изговарани од болните, помогнале при брзото заздравување на нивните телесни рани, за разлика од оние кои изговарале лоши зборови. Во извештајот се заклучува дека позитивниот начин на изразување покренал таков физички одговор кој влијал на имунолошкиот систем, со што закрепнувањето се забрзало кај нив. Ово укажува дека на крајот на криштето ние самите ќе бидеме благословени ако ги послушаме советите што ни ги дава Библијата. Односно, ако изговараме љубезни, добри, мудри зборови. Животот ќе ни биде помалку несреќен, затоа што нема да се караме со другите. Ќе бидеме позитивни во својот пристап, бидејќи пред да изговориме нешто, ќе размислиме дали е добро тоа што сакаме да го кажеме. Ќе бидеме посреќни и поздрави заради подобрите меѓучовечки односи. Самите ќе бидеме променети кога ќе се откажеме од грубиот говор и лутите псовки. А над се, додека другите ги охрабруваме со позитивни и љубезни зборови, и ние самите ќе бидеме охрабрени. Не заборавајте на моќта на зборовите. Долу на колена клечам, рани јас да излечам. Долу на колена паѓам, молитва на Бог му праќам. Те молам, моиве очи земи ги, други дај ми да прогледам. Те молам, ново срце дари ми, никој да не повредам. Твојот лик секој миг да ми е пред очи, сјајно, сјајно да ме гре. Твојот лик
reći, site moji grevovi, te molam Isuse zemigi. Isuse, radost moja si ti. Isuse, nadež moja si ti. Isuse, ljubov moja si ti. Isuse, život moj si ti. Dolu na kolena klečam, rani jazda izlečam. Dolu na kolena pajam, molitva na Bog mu praćam. Te molam mojive oči zemingi, drugi daj mi da progledam. Te molam novo srce dari mi, nikoj dan ne povredam. Isuse, radost moja si ti. Isuse, nadež moja si ti. Isuse, ljubov moja si ti. Isuse, život moj si ti. Poštovani gledači, posle ova ubava pesma za molitvata, повторно сме во програма, во живо. Полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна утринска програма Разбуди се. Би сакал денеска да ви ја покажам ова прекрасна книга Христос вистински Месија. Трето издание, веќе ја нема скоро во продажба, значи одамна е распродадена, земена, подарена. Меѓутоа имаме во залех уште неколку примероци. Еве ова е една од нив, доколку сакате да ја добиете бесплатно, една многу убава книга, напишана од група на автори за Исусовиот живот. Тука се прекрасни теми обработени, еве само ќе ви прочитам дел од содржината. Раѓањето на Месијата, Исусовото детство, неговото крштевање, искушенијата во пустињата, неговите чуда, прескокнувам значи теми, Исус добар пастир, судењето на Христа, на Исуса и присудата, умирање на крстот, Емануел Бог со нас, Христос наш пријател, второто Христо доаѓање, знаците на второто Христо доаѓање. Убава книга, лесно читлива, многу е, значи нема некоја филозофија во неја. Меѓутоа, доколку ја немате, а сакате да имате, 205 страници. Пишете ни брзо на нашата адреса или на овој мобилен телефон, што го имате овде 077 819 828 и ќе ве испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават. На срце ви ја ставам, значи ова прекрасна книга Христос вистински Месија, ова е третото и последно за сега барем издание. А вие останатите доколку сакате да изучувате Библијата, значи Светото писмо, ви нудем исто така бесплатен примерок доколку сакате, а многумина од вас се јавуваат, имаме испратено на десетици Библии, на адреси, на луѓе, на млади, на постари, така да Бете слободни, напишете ни и ви ја понудуваме денеска и дописната библиска школа, значи да изучувате на еден многу интересен
и лесен начин Библијата или Светото писмо. Сега ќе видиме рекламата, значи како можете да се зачлените, да влезете во вашите компјутери, односно на веб страницата bibliјатазборува.mk и ќе добиете упатство како да ја проучувате Библијата по дописен пат. Да видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска емисија Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве дојде време да се одјавиме и беше задоволство што и денеска бевте со нас. Се дружевме и верувам дека овие содржини беа интересни и поучливи за сите нас. Следете нашата програма, односно нашата Facebook страна Радио Глас на надежта, но ве повикувам да ја следите и другата наша сродна страница на Facebook, значи Глас на надежта ТВ. Ке ги најдете тие два наслови и на YouTube каналите, значи Радио Глас на надежта, каде што се снимени и поставени сите досегашни емисии утрински, но ве поканувам да ја следите и да го следите и каналот Глас на надежта ТВ на YouTube, каде што има мноштво емисии од полето на религијата, на здравството, на психологијата, така да следите ги во слободно време кога имате овие наши две страници, кај што се постират интересни пораки. Би останува да ви се заблагодарам уште еднаш, да ви посакам убав ден, убава седмица, од среда до среда се гледаме и ви закажувам нова средба, ако Бог даде, повторно да се видиме во наредната емисија. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Глас на надежта и на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.